Сообраќајната полиција периодов ги засили контролите во близина на училиштата, особено во периодите кога доаѓаат и заминуваат учениците од настава. Овие контроли се во рамки на проектот за безбедност на децата во сообраќајот. Освен сообраќајни контроли, внимание ќе се посвети на узурпацијата на тротоарите, велат од одсекот за сообраќај при СВР Тетово. Со започнување на новата учебна година, секторот за внатрешни работи Тетово ги засили планираните сообраќајни активности од превентивна и од репресивна природа. Во тие рамки посебен акцент ставивме на тетовските улици, кои улици водат до училиштата, но и на сите други патишта по кои најчесто се движат учениците од подрачјето. Со сообраќајни патроли сега далеку поприсутни сме на улицата Борис Кидрич, што крстосува со улицата 120, особено во периодите кога доаѓаат и кога заминуваат учениците од училиштето, а засилено ги контролираме и крстосниците во близина на училиштата со цел да се обезбедат неопходните услови за непречено и безбедно движење на учениците. Со иста цел и функција веќе преземаме и други мерки за справување со присутните самоволни узурпации на тротоарите за паркирање на возила или за продажба на различни видови производи. Тука може да кажам ќе бидеме максимално ригорозни и секој кој на било каков начин узурпирал јавна сообраќајна површина, како што се тротоарите, коловозите и слично, и тука да кажам дека ќе бидеме максимално ригорозни. Од секторот за сообраќај апелираат до општината и граѓаните да се вклучат во овие контролни активности со цел целосно решавање на овие проблеми. Во овие активности очекуваме помош и поддршка како од граѓаните, така и од другите институции, посебно од локалната самоуправа, со нивните инспекцијски служби, да ни помогнат за расчистување, бидејќи од наша страна се поднесуваат глоби за сторените прекршоци за узурпација на тротоарите, меѓутоа целосно не се постигнува ефектот само со санкционирање, туку ни треба помош и од локалната самоуправа за целосно расчистување на тротоарите и превземање мерки од нивна надлежност. Напоредно со контролите во сообраќајот ќе се одвиваат и превентивно-едукативни мерки. Децата ќе се учат како правилно да се движат по крстосниците со цел безбедно пристигнување до училиштата и назад кон своите домови.